Без став и конкретен одговор дали ќе си поднесат оставки ако пратениците кои ги избрале и им изгласаат недоверба се двете членки на Судскиот совет, екс-председателката Весна Дамева и адвокатката Татјана Чачарова-Илиевска. Тие примили интерпелацијата, но прво сакаат да ја анализираат и проучат, па потоа да се произнесат во јавност. Поранешната адвокатка Чачарова-Илиевска, која стана член на Советот на предлог на Комисијата за избори и именување во 2021, не се согласува дека треба да има колективна одговорност, туку индивидуална. Одговорноста мора да биде индивидуална и покрај тоа што Судскиот совет е колективно тело. Ние сите гласаме со својот глас за една одлука и во зависност од гласот на секој од нас се носи одлуката со мнозинството на гласови. Токму од тие причини сметам дека навистина добро треба да ја изанализирам и ќе дадам одговор во рокот предвиден во деловникот за работа на собранието. Тек тогаш ќе имам став по однос на вашето прашање околу оставка. Ниту екс-председателката Весна Дамева, која е во Советот по предлог на поранишниот шеф на државата Пендаровски, нема одговор дали има намера да даде оставка. Оставката е личен чин и се поднесува оставка само во случај кога постојат оправдани причини за истото. Останувам отворена и за вас, медиумите, а преку вас јавноста да слушне кои ќе бидат идните чекори и од моја страна и од страна на Советот. Инаку председателот на собранието Африм Гаши официјално ги извести сите 5 членови на Судскиот совет: Весна Дамева, Тања Чачарова-Илиевска, Милјази Мустафа, Павлина Црвенковска и Селима Деми дека е побарана интерпелација за нив. Овие членови беа избрани во собранието. Во образложението на интерпелациите стои дека се поднесени поради негрижа и нарушување на угледот на судиите и загрозување на довербата на граѓаните во судството. Барањето за интерпелација на членовите во собранието беа поднесени од пратеници на ВМРО ДПМН Влени Знам. Имињата на сите 5 членови се поврзуваат со партиски врски на претходната власт на двоецот СДСМ ДОИ. Најконтроверзна е Весна Дамева, поранешната членка на правната комисија на СДСМ. Таа заедно со Павлина Црвенковска никогаш не биле судики, туку стручни соработнички. Двајца од членовите на Судскиот совет доаѓаат од секретаријатот за спроведување на рамковниот договор, каде со години се вработуваше исклучиво кадар на ДОИ. Поранешната адвокатка Татјана Чачарова-Илиевска во Советот дојде од кабинетот на екс-премиерот Зоран Заев, каде била посебен советник за правда. Во владата на Заев таа го замени и Рашковски како посебен представник од владата во управниот одбор на Телеком.